Имам една желба, може би ми е заради детството, поминато по плашите на Вардар, да продолжи паркот до мостот на Обединетите нации. Во обновата, оние кои ја читале, забележале еден проект кој што се вика, јас го нарекувам, таму е наречен урбана шума, јас го нарекувам Скопска шума или Вардарска шума, во кој се планира крај брегот на Вардар да никнат насади заради прочистување на воздухот. Живеам тука некаде од Карши Дебармало и понекогаш студентите седнати на Ленинова прашуваат што правите, а јас велам па еве имитирам кола. Не е случајно мој колега од Лондон, кога дојде, рече чуден град. Луѓето на улица, а колите на тротоарите. Си ја замислувам Македонија, а тоа веќе и минатата година го кажа, како земја која може да живее од култура, од културен туризам, но и која може да живее од здрава храна. Затоа мислам дека идејата за зелени обврзници, за 30% во секоја општина зеленило, за контрола на бучавата е одлична идеја. Се разбира, во програмата има и дел за зелени хотели, дел во кој што се разбира Гоце Делчев, кој вели светот го подразбирам или разбирам како поле за културен надпревар на народите, а Гоце Делчев не бил бугарин, се разбира. Ниту пак имаат политичари право да определуваат за луѓе кои се дел од нашиот идентитет, кои биле и што биле, тоа ние го знаеме, умот и срцето, на право место е лоциран. Може би, велам, ако се научиме да живееме во хармонија со природата, да живееме во хармонија со духовното што сме го наследиле и да го негуваме, ќе направиме од Македонија пристојно место за живеење.